Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Македонија и Прилеп денеска одбележува 154 години од раѓањето на великанот Гоце Делчев. Занаетчиската комора предупредува зголемувањето на минималната плата ќе има сериозни последици за малите семејни бизниси. Општина Прилеп објави јавен повик за прибирање барања за финансиска поддршка за здруженија и спортски клубови. Протестите на група граѓани од ромска националност од Битола се прелеаја во Прилеп и во останатите градови, блокиран регионалниот пат Прилеп-Плетвар. Времето денеска променливо облачно. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Представници од Советот на општина Прилеп, од локалната самоуправа, од училиштето кое го носи името на најголемиот македонски син Гоце Делчев, денеска се поклонија пред бистата на херојот. Општина Прилеп денеска одбележува 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер и идеолог на националната борба Гоце Делчев. По тој повод, пред спомен бистата од основното општинско училиште Гоце Делчев во Прилеп, институцијата што со гордост го носи неговото име, делегација од општина Прилеп и Советот на општина Прилеп, делегација од училиштето Гоце Делчев, заедно со представници од останатите училишта и граѓани, положија свежо цвеќе и му оддадоа почит на великанот на Македонија. Гоце Делчев е еден од најголемите македонски национални херои, учесник во македонското револуционерно движење, деец на македонската револуционерна борба, апостол и срцето на револуционерна Македонија, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Роден е на 4 февруари 1872 година во Кукуш, на 3 мај 1903 година, откако пристигнал на закажаниот конгрес на Серскиот револуционерен округ во селото Баница Серско, војската го опколила селото и во борбата утрото на 4 мај загинал Делчев, безкомпромисниот борец за самостојна македонска држава. Зголемувањето на минималната плата на 600 евра, иако на прв поглед звучи како чекор кон подобар животен стандард, може да има сериозни последици за занаетчискиот сектор и малите семејни бизниси. Наместо поголема сигурност за работниците, ваквиот потек ризикува да предизвика затворање на дуќани, отпуштања и дополнително осиромашување на локалните заедници, предупреди денеска занаетчиската комора од Скопје. Од комората посочуваат дека не се против раст на платите, но инсистираат тој да биде реален, законски утврден и темелно анализиран.
Според нив, наглото покачување на минималната плата на 600 евра би значило драстично зголемување на трошоците за придонеси, што за многу занетчии е товар кој не можат да го издржат. Според податоците на комората, само во Скопје работат над 2300 занетчии, а на ниво на држава нивниот број е речиси 8000. Недостигот од работна сила е присутен во сите сектори, но охрабрувачки е што се повеќе млади покажуваат интерес за дуалното образование и занетчиските професии. Општина Прилеп објави јавен повик за прибирање барања за финансиска поддршка за здруженија и спортски клубови. Врз основа на член 4 од правилникот за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства од буџетот на општина Прилеп за спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации број 09-280-3 од 11.1.2024 година, Општина Прилеп објавува јавен повик за прибирање на барања за распределба на финансиски средства од буџетот на општина Прилеп за 2026 година, наменети за финансирање на спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации во областа на спортот, културниот и општествениот живот. Ги повикуваат сите спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации во областа на спортот, културниот и општествениот живот, барањата со комплетната документација да ги достават до општина Прилеп во предвидениот рок. Барањата и условите граѓаните можат да ги видат на официјалната страна на општина Прилеп. Протестите на група граѓани од ромска националност од Битола се прелеа во Прилеп и во останатите градови. Денеска блокиран регионалниот пат Прилеп-Плетвар. Регионалниот пат Прилеп кон Плетвар денеска од 11 часот и 30 минути е блокиран на повеќе места за сообраќај кај Лукоил и на крстосницата кај Оревоец, поради протест на група граѓани од ромска националност кои својот револт за одземените возила во Битола го проширија на регионалните сообраќајници. Протестот е поради измените во Законот за прекршоци и поради одземањето на нивните возила за возење без положен возачки испит, согласно членот 297 од Кривичниот законник за безобзирно управување со моторно возило. Од 11 часот и 30 минути започнат е најавен јавен собир на околу 150 лица од ромска националност поради измените на Законот за безбедност во сообраќајот на раскрсницата за село Оревоец на планинскиот превој Плетвар на магистралниот пат А1 Прилеп градско. Патниот сообраќај во прекин во двата правци. На блокадата има поставено возила, гуми и други предмети, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Според информациите од ОВР Прилеп, јавниот собир треба да трае до 20 часот денеска. Инаку премиерот Христијан Мицкоски побарал од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски жестоко да се одговори на секое загрозување на мирот и безбедноста, за да не се повтори, како што рече, дивењето од вчера, кога припадници на ромската заедница со палење гуми, блокирање улици и закани протестираа поради одземени возила. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Попладне и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни во југоисточните делови. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Во Прилеп променливо облачно со умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Кон крајот на денот, а особено во текот на ноќта, ќе има повремени врнежи од дожд. Минималната температура се спушти до 2, а максималната ќе достигне до 8 степени. Од денеска следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд со променлив интензитет. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува слаб до умерен, а во текот на денешниот ден засилен ветер од југоисточен правец. Температурите ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.